Ве поздравувам, јас сум Маријан Костовски, наставник по македонски јазик. Насловот на денешниот час е анализа на елегија. Цели: да се осознаат белезите на литературниот поим елегија, да се стекне естетски впечаток за интерпретација на лирската поезија на Кочо Рацин. Подсетување. Лирската поезија се дели на субјективна лирика, интимна, љубовна, пејзажна, патриотска, социјална, рефлексивна. Потоа возвишена лирика, ода, химна, дитирамб. Елегиска лирика, тажачка песна, елегија, епитаф. Сатирична лирика, хумористична песна, сатирична песна, епиграм. Што е елегија? Елегија е лирска песна која во себе негува тажни чувства и расположение. Името го добила од зборот елегион по потекло од стари палеобалкански јазици и значи тажаленка. Како причини за тажните расположенија на поетот се појавуваат смртта на некој близок, жал за младоста, загубена или невозвратена љубов, осаменост и слично. Во елегиите се интерпретираат тажни чувства што произлегле од некоја реална, трагична состојба што ја доживеал поетот. Во македонската книжевност елегии пишувале Коста Рацин, Коле Неделковски, Ацо Шопов. Денес ќе стане збор за песната Елегии за тебе од Коста Солев Рацин. Значи ќе правиме анализа на оваа песна. За почеток да спомнеме дека песната е составена од 6 дела, но во интерес на времето ние ќе се задржиме само на првиот дел и ќе му направиме анализа токму на тој дел од песната. Следува интерпретација на песната. Елегии за тебе. Вчера си појдов наминав, низ таа гора зелена, под тие буки високи, по килим сенки широки. Одев со глава замаен, наведнат, мртов, зачмаен. Одев со грудка на срце и каракамен на гради. Деј гиди горо зелена, деј гиди водо студена, пилците пеат, ти плачеш, сонцето грее, ти темнееш. Ако ги криеш коските на дели млади јунаци, тука што лежат по тебе, во тие темни дубрави, зошто ги таиш песните? Зошто по тебе дрвјата и на дрвјата гранките и на гранките лисјата, шумолат скришно, таговно? Да продолжиме понатаму. Сега ќе направиме содржинска анализа на песната. Поетски слики. Лирскиот субјект, односно гласот, во оваа елегија раскажува во прво лице, создавајќи визуелна слика во која поетот се наоѓа во една букова гора. Тој, значително тажен, и се обраќа на гората, не сваќајќи зошто птиците се весели, а таа е тажна, зошто светлината на сонцето грее, а таа темнее. На крајот, преку реторско прашање, споменувајќи ги храбрите млади јунаци, лирскиот субјект мистично прашува зошто тагува гората. Во врска со мотивот на песната ќе го кажеме следново. Тагата по храбрите јунаци што го положиле животот за својата татковина и за достоинствениот живот што им недостига на обесправените работници. Формална структура на песната. Станува збор за хетерострофична песна која е составена од строфи со различен број стихови. Стихот е осмерец. Рима има само во еден случај, тоа паралелна дактилска, замаен, зачмаен. Стилско-јазична анализа. Најпрвин за јазикот на песната. Песната е напишана на велешки говор кој има белези на централните говори на западното македонско наречие.
Имено, во прво лице еднина на минато определено свршено време се употребува наставката Ф наместо В од стандардниот македонски јазик. Употребена е формата тија наместо заменката за трето лице множина тие. Во врска со стилските фигури, најнапред имаме епитети: гора зелена, буки високи, водо студена, млади јунаци, темни дубрави. Анафора: деј гиди горо зелена, деј гиди водо студена. Контраст: пилците пеат, ти плачеш, сонцето грее, ти темнееш. Метафора: вчера си појдов наминав по килим сенки широки. И на крајот реторско прашање: зошто по тебе дрвјата и на дрвјата гранките и на гранките лисијата шумолат скришно таговно? Домашна работа. Напишете елегија водејќи се од белезите на овој вид лирика. И уште нешто, составете презентација во PowerPoint за животот на Коста Солев Рацин и за неговото литературно творештво. Ви благодарам за вниманието и пријатно.